Ние денес, почитувани гледачи, гледаме како светот ќе изгледа по 20, 30 или 40 години. Исплашен, со празни улици. После 6 сат навечер или 18 часот никој да не излага на улици. Луѓе кои седат дома, деца кои учат школи преку дома, односно онлайн образование. Луѓе кои работат од дома. Сите тие работи кај што се валканите индустрии ќе бидат префрлени во третиот свет, дали во Африка, дали во Азија, во тие сиромашни држави. Богатиот свет ќе живее вака, луѓето ќе се исплашени, ќе седат дома, нема да се дружат со никој. Ќе владе општа паника што ќе се случува со нас. Ние тоа го гледавме во филмоите некаде пред 10, 15, 20 години и не очекувавме дека тоа ќе се случи. Да, се случи. Изминатите неколку недели ние гледаме како ќе функционира светот по 20 или 30 години. Нашо е да одлучиме вака како свет сакаме да живееме. Дали сакаме да живееме вечно исплашени, останати дома, да не излегуваме по улици, да не почитуваме ништо, да се плашиме од нашата сенка, тоа е она што ние треба да го направиме. Тоа не значи дека не треба да ги почитуваме сите препораки. Да, треба да ги почитуваме сите препораки. Треба да миеме раци. Треба да остануваме дома, да не излегуваме кога сме карантин во разни кафичи, во кладилници, така натаму и така натаму. Треба да почитуваме све што може да ни го заштити и да ни го спаси животот. Меѓутоа, од друга страна надвладува таа паника која не парализира, која не прави зомби суштества. Гледате што се случува, празни улици. Вчера се враќам од продукција дома некаде 23 часот навечер, одим јас и сопругата, има 4 кучења жива, душа нема по улиците. Тоа е светот кој ќе биде по 20, 30 или 40 години. Тоа го гледавме во филмоите, сега ни се случува во еден реален свет и пред наши живи очи, односно во една реална живеачка. Клучен е тој триаголник кој го составуваат или го сочинуваат три работи. Тоа е коронавирусот, тоа е паниката и тоа е економијата. Тие три работи се клучни за да можеме да разбереме каде се наоѓаме. Постои епидемија или пандемија на коронавирус и тоа никој не може да го негира. Тој коронавирус се шири по светот. Тој коронавирус има одредени карактеристики кои нас не плашат. Нас сушност не плаши секогаш непознатото, а го потценуваме познатото. Например, ние го потценуваме грипот, а го преценуваме коронавирусот. Од грипот загинуваат или умират многу луѓе, меѓутоа тоа ни е познато, тоа ни се случува секоја година и ние тоа го потценуваме. Коронавирусот ни е непознато нешто. Ние секоја се плашиме од непознатото. Многу повеќе се плашиме навечер, отколку што се плашиме дење. Или додека се уште е денски, или додека се уште има сонце, додека се уште можеме да гледаме и да распознаваме. И тоа е човечка карактеристика, да го потценуваме познатото, а да се плашиме од непознатото. Таа коронавирус нас ни создаде одредена паника. Можете ли да предпоставите колку луѓе ќе умрат од таа паника? Има луѓе со одредени депресивни склоности, има луѓе со анксиозност, има луѓе со сериозни срцеви заболувања, има луѓе со сериозни психолошки заболувања. Сите тие луѓе ќе бидат под притисок на таа параноја која се создаде со короната. Гледате на македонската радио телевизија, список ви објавуваат на критични болести. Што треба ние да правиме? Да ги изолираме тие луѓе, да не комуницираме со тие луѓе, да ги отфрлиме тие луѓе, бидејќи тие луѓе сме ги определиле да умрат. Тие луѓе треба да ги изопштиме од нашето живење. Ние немаме стари родители, ние не се плашиме, ќе дозволиме паниката да надвладее со нас. Ако дозволиме паниката да надвладее со нас, нема да се продаваат најмногу маски во нашите аптеки, ќе се продаваат диазепами и други средства за смирување. Можете ли да претпоставите колку луѓе ќе имат скратен животен век? Или може би ќе починат поради таа паника, бидејќи се депресивни, бидејќи се анксиозни и бидејќи дозволиле паниката да надвладее со нив. И третиот дел на тој триаголник е економијата. Можете ли да претпоставите колку работни места ќе се изгубат? Колку ќе трпи економијата? Колку економски и финансиски штети ќе има во светот? Ајде да претпоставиме дека човек на 55 или 60 години ќе изгуби работно место. Дали тој има шанси да се вработи некаде во овие земји кои се настанати после распадот на комунистичкиот лагер? Нема шанси. Тој човек ќе остане дома. Можете ли да претпоставите колку ќе се скрати неговиот животен век? Можете ли да претпоставите колку од тие луѓе ќе бидат склони кон паранои, ќе бидат склони кон депресија, ќе бидат склони кон анксиозност, ќе им се скрати, ќе им се влоши животот и можеби прерано ќе починат. Сите тие елементи треба да ги имаме во предвид кога го правиме тој триаголник, кој го сочинуваат коронавирусот, паниката и економијата. Велика Британија сега прави одредени анализи. Што ќе се случи ако дозволат некаде 10 од 20 милиони луѓе во Велика Британија да бидат заразени од коронавирусот, какви ефекти тоа ќе има врз економијата и какви тоа ефекти ќе има врз здравствениот систем?
што ќе биде поголема опасност ако прогласат карантин, а подосна падне економијата, се изгубат работните места или ако овозможат нормално да се живее. Тоа се дилемите кои го мача денес современиот човек, ги мачат современите држави. Секој ќе води различни политики, врз база на тие политики ќе влече одредени постапки, одредени потези. Нашата влада мислам дека добро се справува со целата оваа ситуација, ќе како тоа ќе издаде на крај. Меѓутоа, за почеток, овие три елементи секојаш треба да ги имате во предвид кога правите анализа. Тоа е коронавирусот, паниката која се прави од коронавирусот и штетите врз економијата. Сакам тука да изанализираме три работи или три тези кои објаснуваат како е настанат коронавирусот и кои се мотивите на коронавирусот. Постојат многу тези, постојат многу шпекулации, меѓутоа ние ќе не заземеме најмалку три кои се најфреквентни или се најкарактеристични. Првата теза, дека тоа е биолошко оружје, создадена во некоја лабораторија, однесена во Кина или однесена во Италија и треба поради тоа биолошко оружје да се постигнат одредени политички цели. Ви да прифатиме дека таа теза е точна, дека во некоја лабораторија, дали во Русија, дали во Кина, дали во Америка, дали во Велика Британија е направен тој коронавирус и подоцна е однесен на територијата на Кина, на територијата на Италија. Што е суштината на секое војување? Првата фаза на секое војување е пропагандата. Втората фаза е психозата и дури третата фаза е директно војување. Ако прифатиме дека биолошкото војување е современа форма на модерно војување, првите две фази се психоза и пропаганда. Те успеа со психоза и пропаганда, ако навистина прифатиме тезата дека стана збор за вештачки создаден вирус, да предизвикат и психоза и пропаганда, значи тие оствариле својата цел. Остварувајќи својата цел, тие ќе остварат превласт дали во Русија, дали во Америка, дали во Кина, дали во Италија. Де факто, значи првата фаза или првата теорија, ако е биолошко оружје кој е вештачки создадено, тоа има постигнато својата цел. Предизвика паника кај населението живее во паника и тие ги остварија своите зацртани цели. Втората теза дека тоа е природен процес, дека ова седма форма на коронавирус и дека тоа е еден тип на вирус кој се пренесува од животните на човекот и дека затоа многу побрзо се распространува. Јас ќе поставам едно прашање или две прашања. Колку мина од вас сега постат пред Великден? Колку мина од вас веруваат во црквата и во Господ? Колку мина од вас секој не делуваат во црква? Зарем толку малку вера имате, ако ова е природно создаден вирус во Господ? Ако е нешто природно создадено, значи од Бога создадено, во Великден ќе одите ќе се причестите. На Великден ќе воскресните. Зарем толку малку имате верба во себе? Зарем со таа верба со која ќе одите на Великден, вие не може да се спротиставите на психозата и паниката која сега вие создавате? Зошто толку малку верувате во себе? Зошто толку малку верувате во светот, во институциите, во све што ве окружува? Еве не е вештачки вирусот, еве природен вирусот. Све што е природно има почеток и има крај. Ако нешто е од Господ направено, од Господ ќе биде уништено. Јас ви поставам прашање кај вас верниците, па вие сте најактивни на социјалните мрежи. Па вие кои ги честитате први, дали Божик, дали Великден, дали Прочка, дали сите овие верски празници, вие сте први кои создавате параноја и психоза на социјалните мрежи. Зар не е време да прекинете? Зар не е време да престанете? Не можете во исто време да сте луѓе кои веруваат во Бога, а во исто време да создавате таква параноја и да не верувате во ништо, да верувате дека готово, апокалипса се создала, дека светот е пред колапс, дека нема спас, дека сите ќе изумреме. Истите вие кои верувате во Господ, ни праќате верски пораки, сега создавате најмногу психоза околу целата таа работа. И третата теза е дека се ова направено за да може да се продават вакцини кои се веќе измислени и потоа само ќе ни ги продадат. Знаете, ако се прифати тезата на Ангела Меркел, дека 70% од луѓето на светот или во Германија ќе се заразат од коронавирус, тогаш каква потреба има од вакцини? Па суштината на вакцините е да се создаде одредена блага параноја или одредена контролирана параноја, да се забола 4, 5, 6, 7, 8%, за да може да има ефект таа вакцина. Ова не е сезонски грип кој мутира со тек на време, ова е коронавирус. Ако се создаде еднаш вакцина, таа вакцина е трајна за коронавирус, бидејќи ќе треба да биде создаден нов коронавирус за да не може да делува вакцината. Ако до година биде создадена нова форма на коронавирус, тоа ќе биде ептено очигледно дека некој вештачки ја создава таа епидемија или пандемија или тој нов вид на коронавирус. Значи, не може 70% од човештвото да биде заболено од коронавирус, а некој тоа да го прави за да може ефтино да продава вакцини. Зошто би продал вакцини ако 70 луѓе или 70% од луѓето се заразат, создадат антитела, тогаш не им се потребни вакцини. Тогаш тие ќе бидат имунитетни на тој коронавирус. Тоа се трите тези кои сакав да ги анализирам
И ќе ве натерам или ќе ве замолам логички да размислувате, почитувани гледачи, логички да се поставувате прашање и да си давате логички одговори, бидејќи во ова време тоа е нешто најздраво, тоа најлесно може да ве спаси и да не дозволите да ве фати параноја и паника. Тоа е нешто најлошо што може да ви се случи. Да ги почитувате препараките, да миете раци, да внимавате на комуникација. Ако видите луѓе кои се болни или кашлат, да не се доближувате до нив. Сите овие мерки на превентива да ги правите, да верувате во Господ и се ќе биде како што треба. Прва работа што треба да направите, или најдобар лек, за да може со ладна глава да останете во овие кризни времиња, и да ги избришите или да ги исклучите сите оние кои создаваат психоза, параноја на социјалните мрежи. Тоа не значи дека не треба да се плашите. Да, треба да се плашите. Сите ние сме стари родители. Сите ние сме подложни на одредена параноја. Меѓутоа не треба да дозволиме стравот да надвладае со нас. Го прашале на времето Иво Лола Рибар, дали не се плаши што оди да војува во текот на Втората светска војна, или дека само будала не се плаши. Само будала човек не се плаши. Храбар е оној човек кој се плаши, но го прави тоа што треба. Што значи тоа, почитувани гледачи? Дека и да се плашите. Тоа не е срамно нешто. Се плашите за својот живот. Стравот за својот живот ве тера да бидете предпазливи. Храбар човек е тој што се плаши, но е предпазлив и продолжува да живее. Тоа треба вие да го правите. Треба да ги исклучите сите овие на социјалните мрежи, сите овие будали кои ви создаваат параноја и психоза, да ги елиминирате. Тие ви се непотребни во овој момент. Тие ви стварат одредена лоша карма, лоша енергија. Треба да ги елиминирате, да ви бидете внимателни и да продолжите нормално да живеете. Колку може нормално во услови на прогласена пандемија на коронавирус во светот. Еве еден пример како би можеле да си олеснете ситуацијата. Да почнете да си поставувате логички прашања и да си давате самите логички одговори. Например, едното логично прашање е колку наши македонци живеат во Северна Италија? 15, 20, 30 илјади луѓе. И да си поставите прашање колку од нив се заболени од коронавирусот? Колку од нив починале од коронавирусот? Веројатно бројот е многу мал, бидејќи ако бројот беше многу голем, ние ќе знаевме за тоа, веќе ќе беше создадена паника во Република Македонија. Второто прашање кој треба да си го поставите, дали имаше сезонски грип ова година во Република Македонија? Колку ваши пријатели, комши, дечиња со кои вашите дечиња во градинка биле заразени од тој сезонски грип? Колку траеше тој сезонски грип? Веројатно 3 недели. Колку трае коронавирусот? 3 недели во Република Македонија или 4 недели. Дали бројот на заболени од коронавирусот е помал или поголем од бројот на заболени од сезонски грип? Нели коронавирусот геометриска прогресија има и многу побрзо се шири од обичниот сезонски грип? Веројатно не е така, почитувани гледачи, бидејќи бројот на заболени што ги познаваме од сезонски грип е многу поголем во овој момент, велам, од бројот на заболени од сезонски грип. Што тоа значи? Тоа значи дека не треба да дозволите паранојата да надвладае со вас. Поставувајќи си така логички прашања и давајќи си логички одговори, вие на некој начин ќе се олесните. Ќе се олесните тежината која во моментот сами си ја нагрбачивте, сами си ја ставите на душата. Продолжите да живеете нормално, почитувате све што ќе каже Министерството за здравство, владата на Република Македонија, вашите блиски, пријатели, лекари, така натаму, но нормалното живење не значи да се затворите дома и да чекате секој момент смртта да ви тропне на врата. Не, нема да ви тропне смртта на врата. Преку 99,99% од луѓето нема да умрат. Преку 50, 60, 70% од луѓето нема ни да се заразат со коронавирусот. И ќе треба да продолжите да живеете понатаму. Немојте да си дозволите паранојата да ви го уништи здравјето. Многу повеќе паниката и паранојата ќе ви го уништи здравјето отколку коронавирусот. Но тоа не значи да не го почитувате се оно што ви кажуваат. Мите раци, држете дистанца, ставете маски ако имате, не ојте во ризични подрачја и така натаму. Вие сте зрели луѓе и ќе функционирате како зрели луѓе. Тоа е оно што сака да ви го кажам во врска со коронавирусот.